На почетокот на жетвата, земјоделците се уште не знаат по која цена ќе се откупува пченицата. Нивниот став е дека цената за пченицата треба да биде 12 денари за килограм и дека државата преку стокови резерви треба да склучи со откупот. Годинава се проценува дека има пазарен вишок од 160.000 тони на лебно жито. Од друга страна, поради врнежите, ожнејаната пченица не може да се чува по амбарите затоа што ќе се расипа и ќе го намали квалитетот. Со житото исто така мораме прво да го потенцираме податокот дека имаме сознание дека оваа година ќе имаме влошен квалитет, бидејќи знаеме дека имавме и тука севкупната климатска промена влијаеше и во самото производство на житото, бидејќи немал број од површините, тоест на производот од пченицата, беа зафатени и ќе се адаптираат со понатамошното прибирање со напад на глам. Некои од откупувачите веќе се обидуваат да наметнат цена од 8 денари, што ни оддалеку не ги задоволува потребите на производителите. Таков е случајот и во Пелагонија, каде пченицата на некои откупни пунктови веќе се откупува по цена од 8 денари за килограм. Мислам дека 8 денари е мала цена за откупот на пченица, барем за квалитетниот дел, оние површини кои што располагаат со квалитетно зрно. Лошо и се пишува на пченицата, бидејќи најголемите производители најавуваат дека ова им е последна година од производство на пченица и ќе ги остават празни површините кои се земени од државата на концесија. Во врска со пченицата, Министерството за земјоделство Љупчо Николовски истакнува дека производствената цена се уште не може да биде објавена, затоа што допрва треба да почнат жетвата, но и откупот.